Благодарам. Почитувани колеги, нешто што во минатото најмногу критикувавте е токму честата измена на Законот за здравствена заштита и тоа го правевте тогаш од позиција на опозиција, меѓутоа сега сведоци сме дека од позиција на власт го правите сосема спротивното од она што го зборавите кога бевте опозиција, односно еве и вие во овој краток временски период направивте повеќе измени на Законот за здравствена заштита, што сметам дека не е добро, бидејќи ако овој закон е многу значаен за здравствените работници и тие работат по овој закон, и тој закон ние како нов го донесовме пред 3-4 години, не е добро да за толку краток временски период да трпи такви измени. И сведоци сме исто така дека на големо најавувавте дека се спрема, односно кога ќе дојдете на власт ќе изготвите нов закон за здравствена заштита, бидејќи стариот не бил добар и ветувавте дека за временски период од 3 до 6 месеци ќе го направите тоа. Меѓутоа, еве помина и 3 пати по 6 месеци од вашето доаѓање на власт, меѓутоа нов закон за здравствена заштита нема. Кои се причините за ваквиот однос, ваш однос или односот на владата кон здравствените работници? Јас на вистина не знам, меѓутоа сите сме сведоци дека работата во здравството не оди, дека е многу лоша и дека во најскоро време и подитно се бараат големи реформи и доста средства за да може здравството да почне да функционира онака како што доликува на една земја. Што се однесува до денешните измени на закон и дополнување на Законот за здравствена заштита, обичај е, нели, во парламентот најпрво за измените и за причините за измена и дополнување на некој закон да се произнесе министерот или заменик министерот. Не знам од кои причини заменик министерот воопшто не се произнесе зошто се пристапува кон измени и дополнување на законот, меѓутоа кои се причините не знам, не ги кажа, ќе оставиме, нели... Оставите, тоа е право на предлагач. Добро е, нели, предизвика реакција од страна на заменикот министер и еве најавува дека ќе се јави за збор за да ги објасни, односно да каже која е потребата од измена и дополнување на Законот за здравствена заштита. Јас сепак, бидејќи на почетокот не беше кажано кои се главните измени во Законот за здравствена заштита, јас сакам еве во интерес на граѓаните, посебно на здравствените работници, да кажам некои од измените и дополнувањата кои што ги правиме еве денес во Законот за здравствена заштита. Значи, со овие измени и дополнувања на законот се предлага најпрво промени во измени или промени во внатрешното уредување на здравствените установи и такво нешто постои. Ново уредување се направи со донесувањето на новиот закон. Образложението на заменикот беше дека тоа организација била по хоризонтална линија, дека тешко се функционирало на тој начин и дека сега реорганизацијата ќе биде по вертикална линија, затоа што смета Министерството дека таквата организација и хиерархија ќе доведе до поголеми резултати во организацијата на здравствениот сектор. Друга измена која се прави со Законот за здравствена заштита всушност е воведувањето на АПТИСот, односно на меѓународниот сертификат за јазици, или тоа значи едноставно усогласување на, нели, Законот за здравствена заштита со Законот за администрација.
Измени кои што се прават во законот се исто така и укинувањето на психолошкиот тест и на тестот за интегритет. Исто така, следна измена која што се прави со оваа измена и дополнување на законот е укинувањето на наградата по учинок и сега оваа награда ќе биде уредена со нов колективен договор за колегите доктори. Друга измена е измената која се однесува на условите кои што треба да бидат исполнети за едно лице да биде раководител на некој оддел или на некој сектор во некоја здравствена установа, односно тој да има 7 години работно искуство, сега се заменува со 5 години работно искуство и тука на Комисијата за здравство имаше дискусија по однос на тоа зошто баш која е причината што се намалува сега работното искуство од 7 на 5 за некој да биде директор, меѓутоа образложението беше дека сте утврдиле дека тоа е оптимална бројка и покрај тоа што јас лично сметам дека ова измена ја правите со цел некои ваши партиски војници да може да ги можеби не исполнуваат или немаат 7 години работно искуство, имаат помалку, па сега сакате да ги замените постоечките со ваши кадри по институциите. Друга причина не гледам зошто се прави измена во тој дел на законот. Друга измена која што ја забележав со законот е тоа што долго најавуваното ваше долгото најавување од ваша страна дека со доаѓањето на власта дека ќе прво што ќе направите во првите 6 месеци дека ќе ги укините економските директори по јавните институции, тоа и со оваа измена, еве сведоци сме дека и со оваа измена на законот не го правите. Значи, ова е доказ дека кога сте во опозиција зборите едно, меѓутоа кога сте на власт правите сосема друго. Следна измена за која што сакам да зборуваме е измената во однос на условот кој што треба да го исполни здравствен работник или доктор кој треба да оде на специализација. Значи, покрај другите услови, сега се додава уште еден услов, а тоа е секој доктор кој што сака да оде на специализација треба да имаат најмалку 6 месеци работа во село, во итна медицинска служба или пак во некоја поликлиника, за да можат да после тие 6 месеци, значи работно искуство, да отпочнат со својата специализација, што мислам дека вака како измена и не е добра, бидејќи сметам дека 6 месеци работно искуство, посебно на село за доктор е многу малку време, бидејќи сега нашите села се иселени, таму има малку жители, докторите обслужуваат малку пациенти и не знам за 6 месеци еден доктор кој искуство би можел да го стекне во село за да може да ја отпочне специализацијата без разлика која и да е. И мислам дека тој услов не држи. Може би оние кои што ќе бидат вработени во итната медицинска помош и би можеле за 6 месеци да стекнат некое предзнаење за да можат да ја отпочнат специализацијата, меѓутоа за во село сметам дека таа одредба е лоша и би требало овде во следното читање да направиме и некоја амандманска измена. Други измени се измените за, кажа и колешката, може би ќе се повторам, во незината реплика кон говорот на колегата, дека со измените се ствара услов за превземање на здравствени работници од примарните приватни здравствени установи кои што настанале од јавни здравствени установи во јавно здравство, превзимање на вработени.
ако за да може да се задоволи потребата од се помалиот број на доктори и на среден медицински персонал во јавното здравство. Меѓутоа, ако се направи така, тогаш што станува со постоечките приватни здравствени установи, тие ќе се затворат ли во тој случај? Тоа ми е прашањето, ако може. Шахпајска Јагода, реплика.